Мојот син има 21 година, е со тешка интелектуална попреченост. Целиот овој живот е посветен буквално на овие деца, на мојот син и на останатите други деца. Се бориме никако да истераме некоја правда како што треба да истераме. Сите знаеме дека на овие лица му е потребна таа помош, повеќе од се дека му е потребна оваа помош и никој не сака да се дрзне, да речем, да застани до нас и да каже кој права и што нас ни треба и што нас не интересира, што не тангира за овие деца со посебни потреби. Значи овде ќе сме повеќе родители од различни области на лица со попреченост, од различни здруженија, али настапуваме овде како родители и сакаме да ги кажеме нашите маки и нашите проблеми. Ние воедно како социјален клуб кој за неколку месеци ќе прославиме и 4 години во старата општинска зграда, работиме родителите и никој досега, значи и од претходната власт и од сегашната власт не прашал како ние работиме, дали ние имаме стручен тим за работа, дали ние имаме финансиски средства за нешто да го издржиме. Сето тоа што го правиме на терет на нашиот грб, на нашиот буџет. Никој досега не покажал смелост да речи што треба за овие лица. Значи се работи за лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост. Значи, ние бараме остварување на нашите права Јас имам напишано некои барања, па така ќе ги прочитам да не нешто прескокнем евентуално. Ослободување од паркинг, ние како лица со тешка интелектуална попреченост го немаме тоа. Ослободување од патарина, значи изедначување на биолошки и згрижувачки родители. Значи, јас како биолошки родител земам 4300, а додека згрижувачкото семејство зема 16200. Мислам разликата е огромна. Барем сразмерно да имаме некоја да биде поблиску малку за нешто да може да биде изедначено. Ние дури го поставивме ова прашање пред некоја недела на министерката Царовска која ни кажа дека толку ние ќе земаме, тоа ни било судбина и дека треба ние да се помириме со тоа и дека не треба да се буниме за сето ова. Јас мислам дека не е така, дека треба во најмала рака и еден од тие родители на деца со посебни потреби да биде вработен, затоа што старост иди, каде после нас тие деца се прашал ли некој од вас, знаете ли вие нашата мака колкава е? Ќе продолжам со нашите други барања. Отварање на дневни центри. Ние имаме дневен центар го викаме Дзуница. Имаме нов дневен центар за лица со церебрална парализа. Сметате дека е доволно? Не, ни малку не ги задоволува тие потреби. Излезете, прашајте, не дојдете. Зошто нас како социјален клуб не прескокнате? 4 години работиме со никакви средства, буквално со никакви. Колку центри треба, кава е бројката на? Јас мислам дека Центарот за социјална работа најдобро знае таа бројка, затоа што тие си вода евиденција, али отприлика мислам дека 2 центри или 3 ќе го задовола градот. Може доволно моментално уште еден социјалниот клуб да премини во дневен центар и некој страсти ќе се задовола потребите. Значи многу малку треба за работите да тргна понапред. Одиме со другите барања. Социјалните клубови да премина во дневни центри. Директно вклучени родители како асистенти. Значи ние бараме асистенти, вклучуваме ученици кои никогаш не се соочили со оваа проблематика. Значи, оваа проблематика, мојата сопруга, јас како родител, како татко, 22 години се мачам со маката. Значи, мене не би треба факултет. Имаме родители што сменува и катетри. Кој ученик, кој асистент може да го среди сето тоа? Стручни лица, апсолутно дека ни треба и стручни лица. Ни треба пристапни рампи, каде што нема, знаете дека ни треба. Викаме до 26 години, ослободени од здравство после 26 години. Што се случува после 26 години? Мислите дека тие лица оздравува? Не, напротив, значи уште поголеми потреби и обврски имаме понатака. После завршување на училиштето, значи ние имаме лица со лесна, умерена, тешка и длабока попреченост. Значи лицата со лесна попреченост ода во фабриките работа, додека умерената, тешката и длабоката попреченост остануваат дома. И сето тоа што го научиле тие во своите домови, во своите училишта кај што оделе, за неколку време ќе го забораат, нема да го научат, ќе стана некорисни и штетни во семејството, во околината и знаете кај завршуваат тие лица. Не сакам да кажувам. Продолжувам понатака. Бараме локален општински регистар на лица со хендикеп, попреченост или посебни потреби. Изведба и одржување на центри изгрижување,
и изведба и одржување на центри за рехабилитација, обука, специјализација и вработување на стручни лица. Процент од буџетот на општината наменет за реализација на стратегијата, интеграција и инклузија на лицата со посебни потреби на локално ниво, согласно со законот за ратификација, опремување на градинки училишта и окупациона мултисензорна соба и спортски реквизити, јавно приватно партнерство со граѓански сектор, со невладени организации, формирање на јавна служба или комисија за застапување на правата на лицата со хендикеп и солидарен фонд за брзи интервенции во склоп на општинскиот буџет. Ова се само дел од барајната кои ние како дневен центар за церебрална парализа ги доставуваме до локалната самоуправа и до локалната власт. Да се надоврзам на претходниот соговорник, значи бараме обавезно вклучување на родителите. Секаде во светот овие центри функционираат со вклучување активно на родителите. Вклучување на мајките како негователки, ворете да има и стручни лица, да, но мора да има барем мајки вработено како негователки, пошто се нон-стоп со истиот проблем цело време и ги знаат потребите на тие деца. Имам дете со церебрална парализа, со телесна попреченост. Моето дете оди во редовно училиште, затоа што е со нема психичка попреченост. И јас како родител, значи мора да бидам цела ден со незе, дури е во училиште. Не ни дозволуваат асистенти да имаме за нашите деца, не ни даваат никакви права од кои можеме ние да просперираме и да понатака во животот да можеме да обстојуваме. Значи сами се бориме со се. Немаме буквално никаква помош, значи ни од министерството, ни од ништо. Со 4000 денари месечно, значи ние не можеме да обстојуваме со тие. Треба да не разберат и да не сватат дека и нас ни треба и вработување на родителите и дека треба да ни обезбедат асистенти кои ќе бидат со нашите деца во училиштата, за да можат нашите деца понатака во животот да успеат и тие како граѓани на оваа држава.